Сакам да ве поздравам сите вас, драги присутни, кои вечерва одлучивте да бидете дел од оваа серија на библиски предавања Тајна на Божјата драма. Верувам дека од вечер на вечер полека ќе го формираме тој синџир од 9 предавања и на крајот ќе добиеме на целокупна слика што значи таа тајна што Господ сака да не ја открие вечерва. Темата веќе ја гледате, Божје решение за проблемот на гревот. Синоќа во претходното проучување зборувавме каде се појавил гревот и рековме дека се појавил во Едемската градина. Сатаната успел да ги прелаже Ева и Адам и преку нив еве гревот допира денеска и до нас, и сите ние сме денеска грешни суштества, бидејќи такви се раѓаме. Вечерва ќе се запознаеме со еден многу важен проблем. Ќе видиме како Бог решил кога се тргнало наопако да интервенира. Значи во Едемската градина на жалост се тргнало наопако. Читавме во првото предавање дека Бог кога создавал велел и се беше добро, многу добро. Но еве сега тргнало нешто наопако. Таму во Едемската градина. Гревот станал на жалост денеска дел од нашиот живот. Што сторил Бог за да ја извлече ситуацијата, да ги извлече Адам и Ева од глибот во кој паднале. И затоа ние вечерва ќе ја читаме Библијата, ќе ја контактираме и сите текстови заедно со мене ќе може да ги читате на платното и да се увериме дека ние ја учиме Библијата, Светото писмо, книга над книгите. Книга која постои веќе 1600 години, односно пишувана во период од 1600 години, она е стара преку 3000 години. Значи, книга која и денеска е актуелна, која зборува за минатото, за сегашноста, но зборува и за иднината. Ако пробаме да го објаснеме изразот што е тоа грев, грев едноставно значи промашена цел. Значи, кога некој би сакал да ја каже таа дефиниција што е тоа грев, во наш превод значи промашена цел или промашена мета. Човечкиот живот, сушност, што Господ го трасирал во еден правец, го промашил, или човекот тргнал по друга патека. И затоа во Новиот Завет, во Светото писмо, постои еден библиски текст кој вели дека постојат два пата денеска. Тесен пат и широк пат. И сега ние како слободни суштества, како што Ева сама одлучила, синоќа видовме, тргнала по широкиот пат. Бог вели, ако јадете од тоа дрво ќе умрете, а дошол кушачот, Сатаната вели, не е точно. Ево ти Ева, нов избор, нов пат, широк пат. Меѓутоа Исус вели дека тесниот пат води во вечен живот, додека широкиот пат води во смрт. Во Англија често пати се организираат коњски трки. Гледате на телевизија, извор на тие коњски трки е всушност Англија. Кога би дзирнале во историјата на коњските трки, таму би пронашле еден интересен настан. Таму вели дека во еден дел од историјата две конкурентски групи кои одгледувале коњи за трки се обидувале за престиж. Која екипа ќе биде подобра во тие трки кои биле организирани. И се случувало да победи во една трка едната група, односно едната фирма или екипа, а во другата прилика другата група. И тогаш газдата на едната група, кој одгледувал расни коњи за трка, рекол, односно решил да вработи професионален тркач, односно јавач на коњи, за да секогаш неговата екипа да биде прва. И навистина вработил еден таков професионален тркач. Дошол и тој ден, коњите веќе биле на стартната линија. Коњите во почетокот били изедначени, тркачите. Значи еден круг, два круга, три круга и така натаму. Но професионалниот џокеј успел да се издвои напред неколку метри. Кога стаселе до последна кривина, што се случило? Поради лизгавиот терен, двата коња се лизнале и јавачите паднале. Со нив паднале и џокеите. Професионалниот џокеј веднаш скокнал на нозе и го јавнал коњот кој ја поминувал целта. Гордо, трката била завршена, сега тој гордо јавал до шталата на својот конј, а таму
На влезот од шталата, налутено го чекал газдата. Викајки, каде ти беа очите? Каде ти беше паметта? А човекот кој јавал рекол, зошто газда? Зошто ме напаѓаш кога победив? Секако дека си победил, но кога падна се качи на погрешен коњ. Дали разбравте пораката? Тој успел да стигне да стаса на целата, но со погрешниот коњ, со коњот на противничкиот табор. Тоа се случува и со нас, почитувани пријатели, кога имаме добри намери, си поставуваме добри цели, а потоа ќе погрешиме и се паѓа во вода. Каква промена во животот на човекот донесува промашената цел? Рековме, грев е промашена мета или промашена цел. Гревот носи своји последици. Секако, гревот придонесува и тажни промени. Тоа го видовме кај Ева и кај Адам синоќа. Адам и Ева повеќе го немале тоа едемско обкружување кој Бог го создал во Едемската градина токму за нив. Еве да го прочитаме текстот. Тогаш Господ Бог го изгони од Едемската градина, го истера, за да ја обработува земјата од која беше создаден или земен. И затоа неколку пати нагласувавме во минатите предавања, човекот е создаден од земја. И затоа пишува, од земја си и во земја ќе се вратиш. Каква тажна одлука Бог морал да донесе за своите деца. Бог ги создал. Пишува таму во 1 Мојсеева 1 глава 28 стих да создадеме човек како што сме ние носиме лик на Бога. Иако тој лик денешен е извитоперен, унакажен од грев, од болести и од сите стресови, но сепак ние имаме Божи печат. Рековме во минатите предавања, Бог ја всадил вечноста во срцата на човекот. Човекот е создаден за вечност, да живее вечно, но смртта прави само еден прекин. И затоа за Бога смртта е сон. Сон. Како што ние вечера ќе си легнеме и ќе бидеме во сон неколку часови, јутре се будиме и несвесни сме колку часови сме спиеле. Бог морал да донесе таква тешка одлука. Морал да им соопшти на Адам и на Ева дека повеќе немаат пристап не кон тоа дрво на доброто и на злото, туку немаат пристап повеќе во рајот. Гревот ја условил ова одлука. Гревот ја прекинал таа врска, таа комуникација. Ние рековме во првото предавање дека сме создадени за вертикална комуникација помеѓу небото и земјата. И на жалост гревот ја прекинал таа комуникација. Како гревот функционира, почитувани? Како на нас делуват разни искушенија? Во овој 21 век, штом ќе отвориме телевизија, радио, интернет, ни сервираат разни работи, претежно лоши. Сме едноставно бомбардирани од лоши вести. А од друга страна, пропагандата не тера да купуваме нивни производи. Ако купите ова паста, никогаш кариес нема да имате. Ако купите ова храна, ќе бидете млади. Ова пудра или крема нема брчки на вашето лице. Значи, едноставно не бомбардираат со такви пропагандни производи. И навистина, ѓаволот е мајстор за нудење на пропаганда. Верска пропаганда. Тој вели, ако го правиш ова, ќе бидеш ова или она. Меѓутоа, што нас не предизвикува за да сгрешиме? Апостол Јаков вели, но секого го искушува неговата похота, која го влече и мами, потоа похота, значи желбата. Откако ќе се зачне раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Наистина, така делува гревот, почитувани. Едноставно, гревот е опасна работа. Како желба, замислете, одете кај вашиот лекар и матичниот лекар ви вели, господине, вие многу сака да јадете пица. Од денеска пица повеќе немој да јадете, зашто е штетно за вашето здравје и за вашето организам. Од денес не смеете да јадете пица. Се враќате дома и кажувате на жената и вели, жено, повеќе јас пица не јадам. Зашто лекарот ми рече, ми се качува притисокот, масноти и така натаму. Но поминува една година, вие се воздржувате, но доаѓа вашиот роден ден и си велите доста повеќе од ограничување. Сакам да пробам пица. Сакам малку да се почастам.
И што правите? Одете во пицерија, ја порачувате вашата умирена пица. Ја сечете и почнувате да јадете. Вие полека го чувствувате она миродија, оние натре зеленчуци или што има печурки во пицата и тоа некако ве исполнува. Но кога би знали дека секој залак што го јадете, сте поблиску до срцев удар, сигурно би се држале подалеку од пицата. Така слично делува и гревот, почитувани. Чекор по чекор. Ние рековме синоќа дека гревот дебне и не може да го приметиме. Како што некоја бомба може да експлодира, а воопшто не си свесен дека таа е поред тебе. Така слично делува и гревот. Но Бог има план. Бог има план и решил да го искорени, односно да го спречи, да даде интервенција од своја страна и да помогне во уривање, во спречување, во ширењето на тој пожар наречен грев. Еве го Божиот план. Зашто јас ги знам своите замисли за тоа што имам намера со вас, зборува Господ. Замисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Значи, почитувани, Бог има план. Но се прашуваме дали Бог ќе го остави човекот вечно во грев. Знаете што би се случило кога Адам и Ева не би биле истерани од рајот? Таму имало уште едно дрво. Дрво за продолжување на животот. Кога Адам и Ева би каснали од тоа дрво, ти би го продолжиле својот живот во грев. Би живеле 100, 200, 500, 1000 и кусур години, ако некој болен не би можел да умре. И Бог од хумани причини, од љубов, ги истерал надвор. И ставил ангел, чувар, да не влезат во градината, те морале надвор од границите на Едемската градина да живеат и тамо да си создадат куќи и подосна ќе видиме добиле пород деца и ја обработувале самата земја. Едноставно од тогаш Адам и Ева не можеле повеќе да комуницираат директно со Бога кога сгрешиле. Оддалеченоста се повеќе се зголемувала. Но рековме Бог има план, како мудар стратег, како адмирал кој однапред има борбен план, сака да каже, чекајте, ево, јадаме, дојдете да се договориме, имам јас план да излеземе од ова криза. И навистина, еве го Божиот план. Јас имам, вели, замисли или мисли за мир, а не за несреќа, да ви дадам иднина и надеж. Бог вели дека во неговиот план постои решение. Болен ќе биде тој план. Подоцна ние ќе видиме при крајот на ова проучување. Ќе биде болен, но ќе биде сепак славен план, кај што човекот ќе биде повторно откупен, повторно спасен и со можност да се врати таму каде што бил на почетокот. Вистина, тој пат Бог го воспоставил, но повторно овде ќе дојде до израз човековата слободна волја. Зашто смртта е плата за гревот, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христа Исуса, нашиот Господ. Гледате овде, крстот ни најавува нешто што ќе се случи подоцна. Крстот ни најавува дека ќе дојде некој, член од небесното тројство, по име Исус, кој ќе се оттелотвори, ќе се роди како бебе преку Марија во Витлеем и ќе расте 33 години и на крајот ќе умре на тој крст Исус Христос и ќе даде откуп, ќе даде откупнина за тебе и за мене. Сушност, што ќе правиме ние денеска, почитувани, со тој план? Дали ќе го отфрлим или не? Зашто овој план важи за тебе. Кога Бог создавал план за спас на човекот од гревот, имал и тебе во предвид и мене, и сите нас. И затоа овде вели плата за гревот е смрт. Точно Ева умрла и Адам. Зашто Бог рекол, ако јадете од овој плод ќе умрете. Дошол сатаната, синоќа читавме, тој вели не е точно. Сомнеш внел сатаната во мислите на Адам и на Ева. Но подосна Ева ќе го држи своето мртво дете, Авел, убиен од својот брат Каин. Тој Адам тогаш ќе свати Ева дека Бог бил во право, а не сатаната кој е лажец од почетокот и ќе биде до крај. Почитувани браќи и сестри, Бог има план во кој сака да не избави сите нас. Еден проповедник, еден пастор работел со еден пријател, со еден човек, и тој човек станал христијанин, а бил каратиста. Каратистот имал црн појас, се обратил и го прифатил Христа, станал христијанин.
Во една прилика тој еве што кажал: сега верувам дека решението е во Исус Христос и дека подарокот на вечниот живот доаѓа преку Христа. Спасението не доаѓа ниту преку Марија, мајка му на Исуса, ниту преку светците, ниту преку папат или некој друг духовен водач, туку преку Исуса Христа. Сите тие се добри луѓе, биле добри, но тие се во своите почивалишта и чекаат повторно од Исуса воскресение на нов живот. А дали ќе бидат спасени, тоа зависи од Бог, односно од делата кои ги правеле. И сега овој каратист, овој човек влегол во една заедница христијански и станал нихов верник, нихов член. Во таа заедница имало и деца. И така еден ден неколку дечиња дошле кај овој мајстор по карате и му рекле: Чичко Јован, ајде покажи ни само еден потек од карате. Нема да се тепаме. И ние го сакаме Бога, но ајде покажи ни еден потек да знаеме како да се браниме. А каратистот со насмевка им рекол: не, сине, немојте, децо, да ме терате. Не можам да ви покажам ниту еден потез. А тинеџерите почна да го провоцираат и му рекле: па ти немаш срам појас, па ти не изгледаш дека имаш срам појас, ние не ти се плашеме, ти сигурно повеќе не знаеш како да удараш, и така натаму. Сакале да го испровоцираат тој да ме објасни некои потези во самото карате. На овие провокации каратистот им одговорил: драги мои деца, тој човек кој вие го барате умре. Тој каратиста кој се тепаше повеќе не постои. Тој човек повеќе нема да ви покажува каратистички потези, бидејќи тој човек е променет. Токму тоа, почитувани, го прави Божјата милост, Божјата љубов. Светиот Дух може и тебе да те промени. Ако имаш проблем со цигара, со алкохол, со некој друг порок, дојди вечерва кај Христа. Кажи му: Исусе, помогни ми. Имам такви пороци, имам такви проблеми, немам работа, немам пари. А Бог, знаете, е најбогато суштество. Нашиот Бог е најбогат. Какав Бил Гейтс, тој е ситна риба. Бог е полн со пари. Но Бог сака да имаш само малку вера, ти да побараш од Него. Знаете колку треба да биде нашата вера? Во Библијата има еден пример, каде што Исус вели: ако имате вера, дали знаете што е синапово зрно? Синап или семе од зелка. Тој е толку ситно што по старите не може да го видиме. Меѓутоа, ако имаме таква вера како синапово зрно, Бог вели, Исус вели, ќе правите чуда. И затоа Господ од вечерва од нас бара да имаме вера, да се повикаме на Божјата милост, на Божјиот план за спасение на тебе и на мене. Овој каратиста вели: ја не сум повеќе тој стариот каратиста кој се тепал джудо, него јас сум сега понизен христијанин. Божјата милост која ќе влезе во твојот живот и во мојот, тогаш се случува промена. Тогаш се случува промена. Во тој борбен план или воен план, всушност Бог го направил да ја уништи змијата, а змијата е символ за сатанат. Еве го тој текст, 1 Мојсеева 3:15, што го читавме синоќа, насликан во ова слика. Значи, овде Исус, гледате позади на крст, овде е змијата, символ на сатаната, а Адам и Ева добиле прекрасно ветување. Прекрасно ветување: ставам непријателство, ајде да го читаме текстот, ставам непријателство меѓу тебе и жената и меѓу родот твој и породот неизин. Тој ќе ти ја смачкува главата, а ти ќе го каснуваш во петата. Исус со смртта на Голготскиот крст истапнал на змијата, на ѓаволот. А змијата го каснува Христа преку смртта, што Исус умрел. Исус бил 3 дена во гроб, иако не цели 3 дена, но се смета, според еврејското сметање на времето, 3 дена Исус бил во гробот и во недела наутро, вели Библијата, воскреснал. Но Исус треба да дојде од семето женино, од човек да произлезе. И навистина, замислите каков е тој план, однапред да ти биде откриен, да ги знаеш сите детали. Тоа е, например, како да отидете на некој фудбалски надпревар. На тој фудбалски надпревар одете помеѓу Барселона и Реал. Исус седи поред вас и вели: пријателе, гол ќе падне во 28-та минута. Зашто Исус однапред се знае. А вие со нетрпение, со внимание го следите над преварот и доаѓа 28-та минута, а вие скокнувате од радост дека паднал гол.
а однапред Исус ти го кажал планот. И така над преварот си тече. Слично на ова е, почитувани браќа и сестри, драги пријатели, Бог го знае нашиот живот и Бог го знае нашиот резултат, крајен резултат. Ако и понатаму го бираме гревот, знаете кој ќе биде крајниот резултат? Смрт. Не ова смрт од која никој не може да побегне. Ако светот потрае уште, ако Исус не дојде. Туку она втора смрт, а таа смрт се вика вечна смрт, смрт од која нема будење, за секогаш си уништен. Но треба да знаеме дека Бог нема да се предомисли во последен час и да каже, ајде да му се смилуваме на Јанко и на Петко. Не. Бог ќе биде доследен на својот план. Не може Исус да каже, па јас и онака ве сакав, ајде, дојдете сите во вечниот живот. Има такви верски заедници кои учат, биди си ти добар, колку што можеш, пеј, свире, играј и секи ти биде добро. Да, Бог е милостив, но Бог е и Бог на ред и на дисциплина. Адам и Ева, почитувани, немале Библија. Едноставно тие немале Библија во кај што можеле да прочитат што ќе се случи во иднина. Ние денеска имаме Библија, знаеме што се случило, што се случува и што ќе се случи во последните години. Човекот во Едемската градина сгрешил и паднал, но не ја изгубил својата вредност. Човекот и понатаму останал вреден во очите Божи. И еве го текстот. Знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцената крв на непорочното и чисто јагне Христос. Замислете оваа ситуација. Овде имаме сега 20 евра. Јас имам овде 100 денари. Колку вреди ваква ова новчаница, а колку вреди ако ја свиткам? Дали вредноста е иста? И ако ја згазам со ногата, ќе биде ли иста? Иста. Така да и ние, почитувани, сме згазени од гревот, но вредноста е иста пред Бога. Бог не сака сите нас. Вредноста на човекот не се менува, иако паднал во грев. Човекот и понатаму е предмет на Божето внимание, на Божата љубов, бидејќи сме ние сите Божи деца. Но Бог ни вели дека кога ќе се најдеме во проблеми, самите не можеме да се избавиме, самите не можеме да излеземе од глибот на гревот. Ние не можеме како баронот Минхаузен да го јавнеме топовското ѓуле или да се фатиме за конјската опашка да би се извлекле од длабоката вода. Ние тоа не може да го направиме. Нам не е потребна сила од згора или така наречена виша сила која ќе не извлече и ќе ни помогне да се ослободиме од гревот. На такво нешто се надевали Адам и Ева. Замислите, претходно читавме текст дека ќе се роди од семето женино и тој ќе истапне на главата на змијата. Замислите, се родило првото дете, а потоа Адам легна со жената своја Ева, која зачна и го роди Каин и рече, придобив човек од Бога. Што можеле Адам и Ева да помислат кога им се родило детето? Аха, еве го ветувањето. Тој ќе истапне на змијата и ќе ни донесе спасение. Но тоа не се случило. Зошто? Еве, читаме понатаму. Го роди уште и братот негов Авел. И Авел стана овчар, а Каин беше земјоделец. А и Авел исто така принесе од првината на стадото свое и од нивната маст. И Господ погледна благонаколно на Авел и на неговите дарови. Сигурно Бог на првиот брачен пар им објаснил што треба да прават во процесот на тој жртвен систем. Тие знали дека треба да принесуваат јагне, кој ќе го символизира Исус Христос, кој треба да дојде на оваа земја. Но Каин одлучил, кој бил земјоделец, Каин одлучил да Авел, значи, пренесувал од стадата свој, а Каин пренесувал кромпири, зелка, жито и така натаму, што не смел тоа да го прави. Тој морал да прави трампа со брата си, да му даде жито, а брат му да му даде јагне и тој да принесува онака по правилата што Господ им ги дал на првите луѓе. Но, на жалост, тоа не се случило. Врската помеѓу браќата се разнишала, се расклимала, се појавила љубомора. Еден ден Каин
одлучува да го убие својот брат Авел. И на тој начин, во самиот старт, во самиот почеток се родиле две групи на луѓе. Позитивни со Бога и оние негативните. Оние кои сакале се спасат со вера во Христа, во Бога, а оние другите со своите дела. И што се случило еден ден? И Каин му рече Каин на својот брат Авел, ајде да појдеме в поле. А кога беа во полето, трагедија. Каин скокна на својот брат Авел и го уби. Ова е првото запишано убиство, почитувани во историјата на човештвото, во Библијата до денеска. Каин скокнал, губил својот брат, бидејќи повеќе не можел да го поднесува, за тој да биде подобар од него, посвет, иако тој не се правил посвет. Авел само покушавал да го следи патот што Бог го трасирал. Заради ми денеска не се случува? И денес постојат две групи на луѓе. Ако си христијанин, ако сакаш да го следиш патот на Христа, ќе те наречат нововерец, ќе те наречат еретик, ќе те наречат фанатик и не знам со кои имиња. Затоа што не си во масата, ти си мало другачи од другите луѓе. Не затоа што сакаш да бидеш туку, затоа што сакаш да го следиш Христа. Знаете на Исуса што му велеле додека бил на оваа земја? Оди со кој? Со пијаниците, оди со проститутките, оди со оние безработниците, секакви епитети на Исуса му накалемиле. Зошто? Затоа што Исус се дружил со сите. Исус ги сакал сите. Исус умрел за сите. Исус умрел и за тебе, и за мене. Но кој пат ти ќе следиш и јас, зависи од нас. И денеска постојат две групи на луѓе. Едни кои сакат да живеат според упатствата на Библијата, а други според својата мисла. Но гревот, почитувани, се множи. Гревот оди понатаму. Само неколку глави понатаму, кога листаме Библијата, ќе наидеме на еден друг текст. Еве што пишува во 6 глава, 5 и 6 стих, 1 Мојсеева. Овде читате генерален наслов Бог ја измил земјата. Како ја измил земјата? И Господ виде дека лошотиите меѓу луѓето на земјата се умножуваа и дека сите мисли и помисли во срцата нивни беа зли во секое време и се покаја Господ што го беше создал човекот на земјата, па се натажи во своето срце. Наистина, Бог вели се покаја. Што е тоа што предонело да Бог се предомисли да се покае за она што го направил предходно? Бог зажалил. Зборот покаја малце погрешен израз. Бог се не кае. Ние ќе се покаеме ако направиме нешто и се покаев, требаше вака да го направи. Бог не греши, Бог не промашува. Вистински превод е Бог му било жал што во најдобри намери човекот станал лош. Бог во најдобри намери го создал и Люцифера, еден од заповедниците небесни ангели. Но токму во неговото срце се родил гревот. Колку било големо тоа зло што Бог зажалил што го создал човекот според својот лик. Знаете, нашите деца одат во училиште, собират по некоја псовка или лош збор, а родителите дома покушаваат на некој начин да ги измијат нивните усти, да ги превоспитат во добро, да се ослободат од тие лоши зборови. Исус, односно Бог одлучил преку овој потоп да ја измие нашата земја, нашата планета. Сушност, како што нешто се случило во 1912 година. 1912 година. Човекот сакал да каже пред целиот свет на 14 април 1912 година. Знаете што напишале на тој голем брод? Ке стигнеме во Америка без Бога. Бог не ни е потребен. Тргнал од Англија со 2235 патници. Одел со брзина од 22 чвора. Удрил во леден брег. Еве ги жртвите. Загинале 1522 особи или патници, а преживеале 713. Повеќето од оние кои преживеале биле богаташи. И денеска човекот му пркоси на Бога, како што му пркосили предпотопниот свет.
И тие рекле, кој ни може? Боже, ти еднаш направи што направи. Но сега ние ќе се спротиставиме. После потопот, повторно луѓето го заборават Бога, прават кула вавилонска, висока, повеќе од онаа што водата дошла во тоа време, кога се потопило, пркосејќи му на Бога. И овој брод е пркосење на Бога. Со полна парија напред, сакаме да постигнеме нов рекорд, ќе стигнеме на другиот брег. Тоа било логото, мотото на овој брод, односно на одговорните кои го возеле, кои го управувале тој брод. Бог и денес ни порачува, почитувани, дека и ние можеме, ако одиме сами во свој духовен живот, да се судриме со својата санта мраз и ќе паднеме длабоко во гревот. Меѓутоа, ако го прифатиме Божиот повик, Божјата милост, тогаш, без разлика дали сме млади или стари, деца или возрастни, сиромашни или богати, тогаш имаме многу повеќе шанси да се спасиме отколку без Бога. Еврејскиот народ биле Божји представници. И еве што се случува подоста неколку генерации со Аврама. Аврам е првиот човек, односно првиот евреин. Од Аврама се намножиле евреите. Аврам бил веќе длабоко во старост, скоро 100 години имал, немал пород, немал деца. Па го изведе надвор и му рече, погледни на небото и изброј ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече, толкаво ќе биде потомството твое. И му поверува Аврам на Господ, и тоа му се засмета за праведност. Аврам немал Библија. Тој можел да прочита и да ги види ветувањата. Тој морал со умот да го гледа тоа. Тој морал со вера да го гледа Божито ветување. Ништо не знал за иднината. Затоа чекал, посакал да му се роди дете, да му се роди син. Но син кој ќе дојде и ќе стапне на змијата на главата. Син преку кого Бог ќе оствари својата намера. Аврам секоја вечер излегувал надвор, вака ноќно време ги броел звездите, не можел да ги изброje. Не можел. Бог му ветил, толку ќе биде твоето големо потомство. И навистина бил создаден таков народ. Преку Аврама доаѓа синот, Исак, преку Исака доаѓа Јаков, и сега може да редиме таа лоза на Божји следбеници. Благодарение на Божјото водство, тие се нашле на жалост во Египет. 400 години евреите биле под управа на египчаните, во робство. Но на жалост, тоа робство било тешко. Владењето во Египет во почетокот имале добри услови, кога бил жив Јосиф. Но кога дошле нови фараони, не го познавали Јосифа, синот на Јакова. И поради тоа Божиот народ сега станал поробен народ. Тие морале да прават цигли, да мешат кал и така цел живот, 400 години таму да поминат. Во една таква ситуација тие се прашувале, Боже, што се случува? Зарем планот ќе пропадне што ти си го ветил? И еве, читаме понатаму во 2 Мојсеева, бидејќи фараонот не ќе послуша, јас ќе ставам својата рака на Египет, казнувајќи страшно, ќе ги избавам своите чети, својот народ, израелците од египетската земја, која ќе ја протегнам својата рака на Египет и ги извадам израелците од нивната средина. Мојсе и Арон послушаа, токму така направија како што им заповеда. Верувам сте го гледале филмот 10 Божји заповеди. Сеќавате нова слика. Мојсе удара со стапот во Црвеното море и морето како зид од двете страни, а народот околу 2 милиона, како нашата земја, скоро сите жители, да се најдеме преку Црвеното море, поминале на суво на другата страна. Наистина, Бог го повикал својот водач, но некои рекле, да, може би тоа е водачот што Бог го ветил и ќе стапне на змијата на главата. Но не. Мојсей 40 години поминал во Египет, 40 години поминал како овчар во пустината, приготвувајќи се за да биде водач, и 40 години ќе го води Божјиот народ низ таа пустиња Синајска до ветената земја. 120 години Мојсе ќе биде на страната на Бога. Со него бил и неговиот брат Арон. Тие го воделе народот, но народот во некои моменти пошел да овка, да вика.
против водачите, а всушност викале против Бога. И што се случува? Еве, Бог не слуша, почитувани. Ги видов страдањата на својот народ во Египет, продолжи Господ. И му ја чув тужбата против неговите угнетувачи. Познати ми се неговите маки. Каква радосна вест за нас вечерва. Ако имаш ти твои маки, твои проблеми, Господ те слуша. Господ го послушал проблемот или проблемите што ги имале израелците во Египет, и Господ им пратил водачи во ликот на Мојсија и на Арона. Сепак Господ и денеска, почитувани, може да ти ги олесни твоите маки, твоите проблеми, само ако покажеме чврста вера. Ако ги раствилиш и тие извика кон мене, задолжително ќе го послушам нивниот вик. И зато вечера реков, ако имаш проблем, јај му на Бога, кажи му во молитва, 2 реченици, не мора посланици, 2 збора упати му и кажи му, Боже, помогни ми треба твоја помош, јас сум немокен. Затоа, почитувани браќи и сестри, драги пријатели, Господ денеска не повикува да го ослободиме своето срце од стегите на маките на стресовите, од канџите на гревот, да дојдеме кај Христа, а тој ќе не ослободи. Да не бидеме како овој алпинист. Што се случило? Знаете, алпинистите освојуваат разни врвови на разни планини. И се вели во овој пример дека денот бил убав, сонце светело, се качувал без јаже и други помошни средства. И така, качувајќи се одеднаш, ногата му запнала за некоја карпа, се лизнал и пошнал да паѓа. Така додека паѓа, успел да се фати за една гранка. А гранката само што не се скршила. Така додека ги броил секундите, се сетил дека некогаш слушал за Бога. И си рекол, ајде да испробам. И почнал да се моли. Сакал да испроба. Погледнал горе и рекол, ало, има ли некој горе? Ми треба помош. Почекал неколку секунди, ништо не се случувало. Односно, после неколку секунди, на тишина слуша глас и вели, тука сум, дете мое. Пушти ја гранката, јас ке те фатам. Алпинистот размислувал неколку секунди, а потоа повторно погледнал кон небото и рекол, ало, има ли некој друг таму кој ќе ми помогне? Што се случува, браќи и сестри? Кај бил проблемот? Кај алпинистот, што не покажал вера да се пушти во рацете на семокниот, на силниот Бог. Кога ние сакаме понекогаш да одеме сами и кога ќе запнеме во карпата на својот грев, тогаш се молиме на Бога кога ни е зорт. Знаете какви сме ние луѓето? Кога ќе одеме на испраќај на некој наш пријател или роднина на гробишта, тогаш ќе се прекрстиме, тогаш ќе се помолиме и ќе кажеме, Боже, страшно е ова. После 3 дена што правиме? Се забораваме. И се враќаме повторно во својот секојдневен живот. Бог, почитувани, сака да бидеме секојдневно со Него. Да му веруваме искрено. Овој алпинист немал искрена вера. И затоа рекол, има ли некој друг горе што може да ми помогне? Бог повикува еден народ, а тоа е израелскиот народ, и му ветува една нова земја. Бог стрпливо ја го води овој народ. 400 години во робство, 40 години спустиња, но доаѓа време да влезат во ветената земја. И ви реков, вие ќе ја наследите земјата нивна и вам ќе ви ја дадам во владение земјата каде што тече мед и млеко. Јас сум Господ Бог ваш кој ве оддели од сите народи. Наистина, какво ветување? Како ветување од страна на Господа? Бог ветува. Бог ветува дека тие ќе наследат таа ветена земја. Не, јас сум водачот на војската Господа. Во прилика му се јавува самиот Исус Христос, на синот на Исус Навин. Се јавува, Исус Навин бил разочаран, обесхрабрен, пред него се наоѓал еден голем град Ерихон, што не може да го освојат. И му се јавува ангелот Божи, односно Исус Христос, вели, јас сум со вас, немој да се плашите, јас ќе ви помогнам. И навистина, тоа се случило. Бог го повикува Самсон, јак човек, да биде водач на израелскиот народ. Сите тогаш си помислиле, можеби тоа е
ветувањето од 1 Мојсеева 3:15. Тоа ќе биде синот, водачот кој ќе стапне на змијата. Но дали бил така? Така, не. Самсон бил навистина јак, со една коска од магаре истепува илјаници луѓе. Бил силен кога имал Свети Дух. И затоа пази се и не пи вино и друг алкохолен пиелак и не јади нечисто, ништо нечисто. Тоа било ветување за назареите, посебна група на луѓе кои ќе се воздржуваат од алкохол, од разни врсти на јадења и тие ќе се воспитуваат да му служат на Господа. Во тоа време еден од нив седеше сокрен во спалната нејзина и таа рече: Самсоне, филистејците идат против тебе. Тој ги раскина како што се раскинуваат јаже. Всушност, знаеме дека Самсон имал слаб морален карактер. Тој ќе падне под влијание на жената и таа ќе го издаде. Тој не смел да каже каде му е силата, а силата му била во косата, во долгата коса. Тој и признал на Далила, а таа го предала на филистејците, го фаќаат му ги вадат очите и таму ќе служи неколку години во еден млин, ќе турка, она како се вели, вратило за да меле пшеница на селаните. Но кога косата ќе му порасне, силата ќе му се врати и ќе го побара својот водич да го однесе тамо во градската дворана, кај што имало 3-4-5 илјади луѓе, а Самсон треба да биде тоа средство за исмејување. Слеп тамо да биде циркузант за присутните. И тој се моли на Бога и вели: Боже, поврати ми ја силата. Сакам да се осветам на овој народ, односно да те оправдам, Боже, зашто јас грешив. И се потпира пред два стуба, кај што лежела целата зграда. И Бог му дава сила и тој ги турка и умира заедно со неколку илјади луѓе. И пише во Библијата: Самсон уби повеќе луѓе тогаш отколку додека беше на слобода. Значи и Самсон не бил ветениот, и Самсон не бил Божјото дете, Божјиот син кој треба да истапне на змијата. Ајде да видиме дали е Давид тоа. Давид бил еден од најдобрите цареви во Израел. А сега твоето царство нема да се одржи трајно. Господ си побара човек според своето срце и го одреди за кнез на својот народ. Затоа ти не го запази тоа што ти го заповеда Господ. Пред Давида имал друг човек. Знаете како се викаше? Саул. Јак, со сини очи, висок, статист. Сите го сакале. Но и тој имал слабости, тој падна. Ќе загине на бојното поле со својот син. Доаѓа Давид, но и Давид нема да остане свет, што велиме. И тој има своји слабости и тој паѓа. Одиме понатаму. Доаѓа неговиот син Соломон. Израелците рекле: еве го. Соломон бил мудар, паметен, интелигентен и сите се крстеле во него. Тој е ветениот. Можеби тој ќе стапне на главата на змијата. Соломон, кога требало да се зацари, не побарал богатство, туку побарал мудрост. И Бог му вели: затоа што не посака ни долг живот, ни богатство, туку посака мудрост, ќе ти дадам се. И мудрост, и богатство, и долг живот, и така натаму. Но почитувани, и тој паднал, и тој сгрешил. Соломон гради храм. Нажалост, Соломон ги искористувал луѓето наречени робови. А Бог мрази кога не искористуваме други луѓе. И затоа Бог им дозволи на израелците подоцна неколку векови и самите да бидат робови во Вавилон. Па да почувствува што значи да се биде роб. Значи Соломон не е оној ветениот што Господ го бара. Но одиме понатаму. Сега се израелците во робство. Во Вавилонско робство. Рековме, беа предходно во египетското робство 400 години, сега ќе бидат 70 години во друго владение, во друго робство наречено Вавилонско. Еве го текстот. Царот Навуходоносор се чудо не види и стана бргом. Ги праша своите советници: не ги фрливме ли оние тројца мажи врзани во огнот? Тие одговорија: ги фрливме, цару. А тој рече: ама јас сега гледам 4 мажи одврзани шетаат по огнот и не им се случува ништо зло. И обратете сега внимание, за прв пат во историјата на Библијата се спомнува синот на боговите, Божиот син Исус Христос. Четвртиот е сличен на кого? На синот на боговите. Овде Навуходоносор, несвесно почитувани, ќе открие на голема тајна.
дека Исус Христос ќе биде тоа ветено дете од 1 Мојсеева 3:15, кој ќе дојде и ќе стапне на змијата, односно на главата од змијата. Прв пат во Стариот Завет се спомнува Божиот Син. Луѓето сега почнува да се надеват дека тој ветен Месија, според Михеј, книгата на пророк Михеј, ќе каже дека ќе се роди ветениот Месија во селото Витлеем. И тој ќе биде избавителот, спасителот. Еве го текстот. Зашто ни се роди дете, син ни се даде, во Исајова го пишува, власта му е на рамото, името ќе му биде чудесен советник, силен Бог, вечен татко, кнез на мирот. Вистина, каква убава порака. Оно што го видовме во претходните водачи, имале слабост, имале варијации, имале добри страни, но имале и многу повеќе слабости. Овде гледаме дека Бог ветува и исполнува. Еве го текстот, пред малку што го цитирав. А ти, Витлеему Ефрато, најмалиот меѓу јудините кнезови, од тебе ќе ми излезе оној кој ќе владе со Израел. Неговото потекло е од дамнина, од вечните времења. Исус е Бог, Исус е од вечни времења. Еве го текстот. Исус нема свое потекло. Исус има потекло во тело од Марија и Јосиф, односно од Јосиф му бил очов. Меѓутоа Исус е од Бог, од вечноста. Тој само се оттелотворил на чуден начин за нас преку Марија и се раѓа да се доближи до нас луѓето, да почувствува пот, да почувствува плач, да почувствува жед, да почувствува тага и мака, да почувствува смрт. И затоа Исус е наш најдобар пријател. Но одиме понатаму. Значи, Библијата зборува дека од Витлеем ќе се роди, во Витлеем ќе се роди Спасителот. И еве што се случило. А тој беше изранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Сите ние бевме заблудени како овци, секој си одеше по својот пат и Господ ги натовари врз него гревовите на сите нас. Внимавајте сега, нашите гревови се натоварени на плеките на Исус Христос. И Христос на крстот ги зачукал тие наши гревови. И ако ние се покаеме, ако ние побараме прошка од Христа, тој е подготвен да ни прости и да не спаси. Во октомври, еве, завршуваме уште која минута, 2011 година, бил погоден со голем, силен земјотрес. И како последица на тоа, може би се сеќавате, се случија големи цунами бранови. После силниот удар на цунами, луѓето отишле, кога се смирило се, кога се повегла водата, спасувачите отишле по тие рушевини да побарат имали преживеани. Испод срушените куќи пронашле тело на една жена. Еве, на сликава може тоа да го видите. Значи, жена, тука се спасителите, почнале со своите раце да копаат и да дојдат до самото тело. Кога ја виделе спасителите, помислиле дека е се уште жива. Но кога ја допреле, приметиле дека е почината. Поради тоа, водачот на ова спасувачка екипа рекол: ајде, колеги, да одиме, да бараме ако има уште некој жив, бидејќи гледате дека жената е почината. Но тие мигови, кога покушале да се повлечат назад, слушнале детски плач, односно плачење. Се вратиле и виделе дека починатата жена во раце држи бебе, дека е мајка и дека со своето тело го заштитува, еве го тука детето, го гледате. Значи го заштитува детето. Брзо го зеле детето и го испратиле во болница. Подосна кога го виделе телото на мајката, во низиниот джеб на фустанот од десната страна пронашле мобилен телефон, во кој имало напишена порака, но се уште не испратена. Ја читате пораката. Ако преживееш, те молам, немој да заборавиш дека многу те сакам. Тоа е таа љубов, браќи и сестри, драги пријатели, безусловна. Љубов која само Бог може и знае да ја понуди. Во текот на библиската историја, човечката историја, Бог покажал колку не сака. Поред таа љубов, ние можеме и да преживееме денеска. Нашата одлука денеска вечерва е многу важна. Еве што кажал еден господин.
Неодлучноста е сигурен знак на слабата душа. Тоа што сака да живее нов живот, но никогаш не пронаоѓа потребно време да го отпочне, е исто како кога човек занемарува јадење, пиење и спиење. И на крајот умира уморен од глад. Има ли право овој човек? 100% е во право. Тоа е како додиш на пат за Софија и тргнуваш со автомобил, а не си го наполнил резервоарот со гориво. Дали тој возач е мудар или не мудар? Како ги класифицираме? Не мудар. Знае дека има толку километри и треба да го наполни резервоарот со гориво. Неодлучноста, вели Тилсон, е сигурен знак на слабата душа. Тоа што сака да живее нов живот е добро, но никогаш не пронаоѓа потребно време да го отпочне тој нов живот, исто како човек, вели, кој занемарува јадење, пиење, спиење и на крајот умира. Драги мои, одлуката е наша. Одлуката е многу важна. Мораме да одбереме правец. Емил Брунер во својата книга еве што напишал. Во една прилика, вели, во книгата, двајца патници се приближувале кон железничката станица. Еднот бил господин, добро облечен, ситуиран, интелигентен, а другиот бил некултурно момче во подерена и валкана облека. Двајцата влегле во истиот воз, во исто купе. Едниот се однесувал културно, отмено, седнал и чекал да тргне возот. А другиот запалил цигара, ги кренал нозете таму на слободното седиште и пошел да им дува чад во лицата на присутните. Бунер во својата книга прашува: дали има разлика помеѓу овие двајца патници? Јас ви прашувам вас, дали има разлика? Има, како не? Ова интелигентен, кјути, мирен, почитува, а они другиот пуши, ги кренал нозете, ги собол таму чевлите и така натаму. Но Бунер прашува: дали има уште некои информации за овие двајца? Ако можеме да ги видиме нивните одлуки, а не како поединци, ќе видиме дека и двајцата се слични. Ако во почетокот се различити, но ќе видиме сега на крај дека и двајцата направиле грешка. И двајцата се исти. Двајцата патници влегле во ист воз кој одел за Берлин. Да би стаселе во Виена, што треба да направат? Да го променат правецот, да влезат во друг воз, за да стасат до Виена. Значи, на прв поглед разлика има, но крајната цел им е иста. Одат каде? Во погрешна насока. Зашто тие треба да заминат за Виена, а седнале во воз кој одел за Берлин. Почитувани браќи и сестри, еве сосема на крај. Зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Исуса Христа, нашиот Господ. Што ќе одабереш ти? Јас бирам вечен живот. Одлуката е твоја. Господ да ни помогне сите ние да се најдеме во она група на вечниот живот. Амин. Така, на крај ќе се помолиме. Господи Боже наш, ти благодараме што вечерва бевме заедно, што ни го откри планот, дека после пагањето во грев, ти не си го оставил човекот сам, туку си понудил план, излез во ликот на Исуса Христа, кој бил на оваа земја, кој го положил својот живот, платил од копнина за нас и денеска ние сме слободни духовни граѓани, членови на Твоето небесно царство, но дотогаш, додека не стасаме таму, чувај не и помогни ни, зајакни нашата вера. А оние кои се уште се неодлучни, кои се уште се на својата животна раскрсница, помогни им да го одберат вистинскиот пат кој ќе ги однесе до Тебе. Води не, Господи, и Ти управај со нашите мисли, со нашите дела и со нашите постапки. Тоа те молиме во Христово име. Амин.